Власта повторно со силеџиски методи слични на оние за промената на името ќе се обиде да ги протурка уставните измени под бугарски диктат. Според познавачите најавата на првиот вице-премиер Артан Груби дека кон крајот на јули внесувањето на бугарите во уставот под моменталните услови влегува во собранието, значи дека владата со сите можни оружја ќе се обиде да издействува промена на највисокиот правен акт. Поранешниот амбасадор Ивица Боцевски е на ставот дека ВМРО ДПМН мора да остане доследна и да не прифати уставни измени под сегашните услови, но и сигурен е дека власта повторно ќе се обиде да придобие пратеници како што беше случајот со оние 8 народни избраници за Преспанскиот договор. Се иде силеџиски на уставни измени, се иде силеџиски како што се одеше за Преспанскиот договор, кога се прекрши волјата на граѓаните, изборната волја. Јас сум сигурен и сум убеден дека цело време тече некоја црна подземна сива битка за кон пратениците до опозицијата. Од опозицијата се цврсти на ставот дека уставни измени под вакви услови не може да има, според пратеникот Бојан Стојановски. Предлозите на ВМРО ДПМН го гарантираат нашиот идентитет, јазик и историја, а истовремено ја забрзуваат интеграцијата во Европската унија. Со одложено дејство на уставните измени, тоест со нивно влегување во сила кога ќе станеме членка на Европската унија и се зема алатката за уцени на Бугарија од раце. Со одложената примена на уставните измени, Бугарија од потенцијален кочничар на Македонија ќе стане активен чинител за забрзување на нашата интеграција. Во таква ситуација на одложено дејство на уставните измени, секое дополнително кочење на Македонија од страна на Бугарија ќе ризикува за нив никогаш да не се ефектуираат уставните измени. СДСМ ја повика опозицијата да се приклучала во работната група која ќе го продолжи диалогот за уставните измени. Ковачевски пак не сака да ги прифати барањата на ВМРО ДПМН и вели дека тие требале да се приклучат во нивниот процес. Сега останува на ВМРО ДПМН да се приклучи кон процесот, односно да остане во процесот, бидејќи демонтирањето или излегувањето од рамката на тоа што беше договорено на таа пресконференција искажано, сметам дека би представувало големо разочарување како за граѓаните тука, така и за меѓународната заедница. Боцевски вели дека предлогот на ВМРО ДПМН е гаранција за заштита на македонскиот идентитет. ВМРО ДПМН очигледно се обидува да направи своевидна квадратура на кругот, односно да се овозможи Македонија да се придвижи кон европската интеграција, а при тоа да се сочуват идентитетските одредници и македонските национални интереси, граѓански интереси да дојдат до израз. Според законските рокови, крајот на јули или почетокот на август е последниот рок кога собранието би морало да изгласа потреба за уставни измени, зашто е потребно двотретинско мнозинство. Груби најави дека дуи биле спремни да се жртвуваат за уставните измени. Од БЕСА пак велат дека не планираат да влезат во евентуална широка влада, бидејќи во власта ќе биле последните парламентарни избори каде велат ќе биле победник во албанскиот политички блок.